од 100 годишнината од раѓањето на Никола Бадев, бардот на македонската изворна народна музика, доаен и легенда, амбасадор на македонската изворна народна песна, ми представува посебна чест и задоволство да го најавам отворањето на спомен собата во негова чест. Никола Бадев, почитувани, е исклучителна личност, интерпретатор кој високо ја крена и ја прослави македонската народна песна и со тоа остави неизбришливи траги во македонското културно наследство. Ја обиколи земјата и светот многу пати, беше вистински народен вокал, национално име кој имаше сила да возбуди и расплаче со интерпретацијата на македонските песни, вистински мали химни од мерак, љубов, елегија и носталгија. Иако од 1976 година физички веќе не е меѓу нас, Никола Бадев живее преку песната, живее во сеќавањата на неговите современици, живее во срцата на сите љубители на македонската народна песна. Роден во нашето поднебје, место каде што луѓето ги красат питомост, ведрина, надареност за песна и музика. Со исклучителен сензибилитет ги испее македонските најлирски песни, не водеше по сокаци, по чардаци, пееше за копнешот на влюбените, оживуваше ликови, војводи на народни херои, продре меѓу народот со својот кадифен глас. Вечерашното чествување, почитувани, го реализираме на иницијатива и соработка со градоначалникот на општина Кавадарци, господин Митко Јанчев и локалната самоуправа, семејството Бадеви, неговите керки Роска и Сузана и внуката Елена Рафајловска, нашата организација Музеј галеријата, Дом на култура Иван Мазов Климе и Сдружение на пензионери Кавадарци. Во спомен собата на Никола Бадев, почитувани, се презентирани голем број на предмети, 50 фотографии, семејни, од настапи, гостувања и патувања, лични предмети, бројаници, часовни, копчиња за манжетни и слично, инструменти, гитара, примче, лични документи, патни исправи, постери, плочи, сребрена и златна, награди и признанија, видеоленти, касети, камери, фотоапарати, статуи, бисти, народна носија и слично, кои долги години се грижливо чувани и негувани од страна на неговите керки, Роска и Сузана Бадеви, и се донација на Музеј галеријата и нашиот град, за што искрено им благодариме. За подготовка и доследна презентација на експонатите во спомен собата на Никола Бадев се заложија вработените во Музеј галеријата, моите колеги Томе Крстевски, Марија Михова, Весела Честоева и останатите. А за оспособување на гитарата на Бадев се погрижи Горан Илиев. Финансиската конструкција е на градоначалникот и Советот на општина Кавадарци, за што исто им благодариме. Благодарност упатувам до сите кои дадоа свој допринос за реализација на оваа спомен соба, која е огледало на неговата душа. Горди сме што бил дел од нас и ќе остане и во иднина со нас. Тивко пееше, но далеко се слушаше. Така и ќе остане. Особена чест ми е што сум дел од оваа манифестација. Би сакал да се извинам од името на градоначалникот господин Митко Јанчев, по кој поради своите работни обврски не е во можност да присуствува тука и за жал не е со нас. Но тој несебично се стреми и сака никогаш да не заборави името, делот и ликот на Никола Бадев. И со тоа сакаме да му се заблагодариме на Музеј галерија од Кавадарци, господјата Весна Ѓорѓиева, која несебично ни помагаше во сите дели наши работни обврски, потоа Домот на културата, исто така и дел од колегите и тимот на локална самоуправа и голема благодарност до господинот Митко Јанчев и би сакала да ве замолам да се стремиме кон вакви работи, бидејќи тоа е сепак чест и особено задоволство затоа што Никола Бадев сепак бил дел од ова поднебје, ги пееме неговите песни, ги слушаме неговите песни и не би сакали никогаш да згасне неговиот спомен. Драго ми е што сме овде собрани по овој повод. Мој сон беше токму ова. Мој сон беше токму ова, мојата мисија животна беше токму ова, да се оствари отварање на спомен соба, да се
слави делото на мојот татко, кој што ја пренесе македонската песна низ целиот свет и му докаже на светот дека овде постои мал народ, но богат со културна традиција. Ви се заблагодарувам на вас, кавадарчани, на општината на Кавадарци и на сите присутни што дојдовте да ни ја увеличате оваа прослава. Со концерт на кој беа испејани неговите песни, Кавадарци одбележа 100 години од раѓањето на Никола Бадев. За својот татко во изјава за КТВ говореше неговата ќерка Роска Бадева. Години од раѓањето на Никола Бадев. 100 години помина Роска Бадева. Случајно да не сте рода нешто? Случајно сум ќерка. Да. Роске, секогаш кога станува збор за настапи поврзани со името на вашиот татко, секогаш сте вие присутни тука. Значи едноставно не може Роска да ја нема ако има концерт, ако има отворивме вечерва и спомен соба во музејот на град Кавадарци на Никола Бадев. Се чувствува таа некоја поврзаност помеѓу вас и вашиот татко? Се чувствува и тоа, веројатно ние сме ист дух, иста душа. Ја носам неговата таа кадифена душа. Мојата мисија изгледа животна е да јас работам за него, бидејќи почна по неговите стапки, значи со музиката јас се бавав, мада сите од наша фамилија се музикални, меѓутоа ја почнав со клавирот, Нижа музичка средна академија и у Белград етномузикологија и професијата ми беше таја, што ние се разбиравме уште кога бев ја мала и он компонираше, јас му нотирав песните, јас му бев критичар, што викаше, јас највише од тебе се плашам што каква критика ќе ми дадеш. Значи ние бевме колеги од една страна. Прво колега, после татко и ќерка. Прво татко и ќерка, затоа што јас трето дете некако, не знам, јас го обожавав него и многу мене ме сакаше како трето дете. И до ден денеска јас сакам да работам за него, бидејќи он навистина беше голем човек, не само како човек и како уметник. Многу остави зад себе богатство, интерпретации кои што се недопирливи се уште за убаво пеат сите млади, меѓутоа уникатен беше во својата изведба. И доле на секој млад пеач да го достигне неговото ниво. И тоа ќе остане Бадевска школа, како треба да се пее, народната песна. Колку сте задоволна до она што го видовте во спомен собата? Многу сум задоволна. Има можност нели да се надградува до прва? Има можност, има уште работи што се донесени, има да се надградува, има моите дела, 6 книги што ги издадов за него. Добро, сега ќе направат место, ќе направат рафтови, сето тоа постепено ќе оди. Има и место, има и простора, има и работи кои што треба уште да се изложат. И сега како рековте најголем критичар на вашиот татко, ви исконсултирали овие пеачиве што ќе свират пеат вечерва, кои песни да ги отпеат? Знаете што, на 15 ноември гала концерте во Македонска опера и балета, преку Дирекција за култура, Министерство за финансија, телевизија. Тоа е огромен концерт кај што јас го организирам и тоа е огромна одговорност. И дадов задача на мојата колешка, вашата новинарка Лилјана Илиева, на Трио Гранде децата и на Ико мајката, жената. Она исто е професионалец и новинар. Она овој концерт го организира, да. Јас сум задоволна. Ние контактираме стално по телефон. Задоволна сум. Веројатно ќе биде многу убав концертот.
Може да не биде убав, ако се Не пее може песните да од не Никола биде, Бадев. па нормално. И што пеат кавадарчани, па немаш. Тоа е музикален народ. И морам уште едном да ве прашам. Никола Бадев го знае цел Балкан. Да. Доволно е да се спомне името на Бадев и веднаш се препознам она македонска традиционална изворна песна. Так. Од каде таква музикалност од Глишичани? Од генот од неговата фамилија, од Неделковци, вујко му Илија, баба Сута, значи мајка му негова, па и сите кавадарчани се музикални. Ја не знам некој да не знае да пее тука. Сите убаво пеат. Јас ми благодарам, многу се надам ќе се сретнеме, зашто многу убави моменти кога ќе се спомнува името на Никола Бадев и се надевам заеднички ќе ја надградуваме спомен собата и сеќавањата на Бадев. И јас ви благодарам многу и за почеста и што присуствувате на концертот и за почета кон него.